Владината одлука за ограничување на маржата во трговијата на мало и големо на 10% на основните прехранбени производи и средствата за хигиена не влева оптимизам кај граѓаните дека тоа значително ќе ги намали цените на производите од секојдневната потрошувачка. Нема шанса, тоа е само свакодневна три чуда. Тоа треба нон-стоп да биде, без разлика која влада да е. Значи тука е животот на големите глави сиромашните не ги прашуват, се е бизнес. Како поминувате вие месецот? Никако. Со 45 години стаж 12.500 пензија добив. И кај е крајот? Се надевам, ама не верувам. Зошто? Па затоа што набиени се цени, што да намалиме, што да чекуваме ние пониски цени. Ние ко народ си очекуваме нешто поевтино, да е према балканскиве и европскиве земји, нашите цени се многу високи. Значи нашите плати се најниски можда и во Македонија и во Балкан, за во Европа да не правиме муави. 300 евро плата е. Па очекуваме да ги намалят производите, затоа што скапо е све, не може накрај да се излезе. Пензионерка сум, да, од пензија живееме. Како вие го поминувате месецот? Како го? Тешко. Тешко. Една недела и после кој ќе ги земеме пензите една недела горе-долу подобро, после ништо. Лепчето и маргаринчето. Потешко се живее сигурно. Потешко. Колку видат наместо подобро да е то полошо. Не ми се верува. Зошто? Не. Затоа што, како да речам, нема разбирање трговците. Немат. Не ми се верува. Навистина се превисоки. И секој ден наместо да стојат, тие само се накачуваат. Секој ден, ево. Не верувам, да ти кажам поштено. Не верувам. Мислам дека ова е самоволие ова од трговците. Како сака, така прават, море. Шо по 600-700 динари сирење, море. Кај има тоа, бе? Тоа е све вода и лук, знаеш, кој се помеша и горчи. Од македонската платформа против сиромаштија вела дека цените за живот стануваат прескапи за поголем дел од населението. Земајќи во предвид дека 22% од населението живее под линијата на сиромаштија и уште 15% се борат секојдневно со ризикот од сиромаштија, огромна е бројката на луѓе кои што не можат да си дозволат оброк кој што ќе ги исполни нутритивните вредности за да може нивното здравје и нивната физичка состојба да бидат во добра кондиција. Дуковска вели дека политиките кои се преземаат се само краткорочни мерки кои не влијаат на состојбата. Туку само го купуваат социјалниот мир на населението и уште пострашно, со секоја година обемот на луѓе кои што не можат да си дозволат доволен број на храна станува се поголем. Според нивните анализи, растот на цените и трошоците за живот не ја следат приходната страна на домаќинствата, односно не расте нивниот приход пропорционално со сумите кои треба да ги издвојат од семејниот буџет за секојдневните давачки. Нам ни е потребна политика која што ќе се грижи за различни целни групи од населението, односно не само да се промовира така наречената социјална помош, туку да се поддржат сетови на мерки и да се оформат политики кои што нема да дозволат луѓето да социјално се исклучат и отсуствуваат од сите општествени текови. Премиерот Христијан Мицкоски очекува дека со ограничувањето на маржата на 10% да има драматично намалување на цените на овие производи кои што вистински ги користат граѓаните. За сега оваа мерка ќе важи до 30 април, а дали ќе продолжи понатаму, Мицкоски рече дека треба да видат како ќе се одвиваат работите. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.